Thank you. Истата логика ја користиме за кај сите моторички способности, кога зборуваме, кога треба да се објасни некоја моторичка способност, наједноставно е да споменеме што значи по дефиниција таа моторичка способност, какви видови на таа моторичка способност постојат, како се подобрува и евентуално сензитивни фази. Многу пати повторено на предавањава и се надевам дека ќе влезе во глава некако. И сега што представува способноста да се манифестира брзина или брзи движења со телото? Самото прашање одговара. Значи, треба да направиме поместување во просторот, значи поместување на телото во просторот за што пократок временски интервал. Треба да направиме придвижување на делови од телото за што пократок временски интервал. Многу едноставно, нели? За жал, бидејќи доаѓа испитна сесија, морам да кажем дека некои колеги не знаат да дефинираат нешто вакво. И нормално имаат проблем со професорот. Немаат сами со себе, туку со професорот. Ќе предам веднаш на какви видови на брзина постојат и ова ни е интересен момент. Може да приметите дека генерално се работи за слична дефиниција кај повеќе автори. И секогаш се споменува нешто што се нарекува латентно време на моторна реакција. Па понатаму доаѓаме некој фарфель ќе почнам по него. Првата дефиниција брзина на поединечни движења, баш како што беше и дефиницијата, и тука кај него се наоѓа фреквентност на движењата. Верхошански на некој сличен начин, вели латентно време повторно го има. Брзина на движење со промена на положба на тело во простор, значи не поединечни движења, како сегмент од тело, рака или нога, туку промена на телото низ простор. Тоа беше едната дефиниција. Брзина на локални движења, слично како кај фарфель, под број 2, и фреквенција на неоптоварени движења. Сега ова фреквентност на движење се повторува втор пат, а мислам дека и Кеничин го има, да. И тука и ниче ништо слично дава дефиниција. Сакам да кажам дека кога се зборува за подоба на брзината, овие се тие 3 или 4 работи за кои што може да зборуваме. Иначе се зборуваме, кажуваме дека постои латентно време, брзина на поединечно движење, фреквентни движења и промена брзина при преместување на телото во простор. Садничин нарекува некоја спринтерска брзина, Верхошански нарекува под број 2 брзина на движење со промена на положба на тело во простор и премин од едно во друго и така натаму. Хајде од почеток, само да видам што има овде. Добро. Латентно време на моторна реакција. Самиот реченицата и термините во нејзе објаснуваат. Латентно значи скриено, така? Имавме латентен простор и манифестен простор. Манифестниот простор беше оној кој што кога пробуваме да прикажеме нешто. Значи, кога пробуваме, например, не знаете вие за мене дали сум доволно брз, дали имам некој квалитет кој што може да се каже дека поседувам некоја моторичка способност, брзина, така прилично добра. Не знаете до кога? Додека не ја манифестирам, додека не направам некој тест, например спринт на 50 метри, 100 метри и слично. Но дали некој спринтер кој што случајно знаеме дека кој држи светски рекорд на 100 метри? Знаеме? Некако ми бега информацијата. Да не ја гуглам сега. Ајде, ќе изгуглам. Замислете дека Болт е вајда, не го смени некој, или? И така ми стои мене. Флоренс Грифин Джойнер од женските, а Усейн Болт е 2009. Браво. Точно. Некако комплетно го заборави Болт. Океј, презентацијата ја гледате постојано, така? Да. Супер. И сега, замислете, Болт знаеме дека е рекордер на 100 метри, најбрзиот човек на планетата и дали тој треба, дали за него можеме да кажеме дека е брз само кога го манифестира движењето или после трката може да декларираме дека е брз? И пред трката можеме да декларираме дека поседува некоја брзина, така?
можеме да декларираме затоа што нели тој ја поседува брзината внатре, латентно, не мора да ја прикаже за да ја провериме. За него веќе знаеме, но за некој друг ќе треба да ја прикаже. Сакам да кажам, латентно секогаш се однесува на нешто што е внатре скриено додека не се манифестира. И сега, само момент. И сега, ова време на латентно време на моторна реакција се однесува на времето кое што е потребно централниот нервен систем да прими сигнал дека ќе изведе некој брзо движење, да го обработи сигналот, да го прати сигналот по моторните нерви надолу, значи кон мускулите, и тој сигнал во моментот кога ќе на ниво на саркомера ќе започне првото движење, тогаш веќе е во манифестирана форма. Пред да започне првото движење, тоа се нарекува латентна форма. Значи пред да се забележи првично движење или пред да започне мускулна контракција, праќањето на импулсите, примањето на информацијата дека на пример имаме звук или визуелен сигнал дека треба да направиме старт на некое брзо движење, примањето на информацијата, обработката и се до моментот до многу првото движење, придвижување на мускулите или контракцијата на мускулите се нарекува латентно време. Значи сега, всушност латентното време е до моментот додека електричниот импулс или информацијата од централниот нервен систем дојде на ниво на синапса, каде што се спојува, нели, каде што се предава импулсот од нервите во мускулите за да може да се зададе команда. Значи, тоа се нарекува предмоторно време или скриено време, латентно време. И сега зошто е ова време битно? Затоа што во целата игра на манифестација на брзината, нас ни е битно, нели, така народски кажано, кој ќе изреагира побрзо. Тој што ќе изреагира побрзо, нели, и во движењето, но и тој што ќе проба побрзо да направи мускулна контракција, за него можеме да кажеме дека има подобра моторичка способност брзина. Па на пример, ова латентно време на реакција, на моторна реакција, кај голманите, еве од фудбал и од ракомет исто така е многу пократко, значи е многу со подобар квалитет отколку кај другите играчи, ракометари или фудбалери. Зошто? Затоа што тие се дрилани, вежбани, тренирани на тој начин да може да нели направат брза обработка на информациите и трансфер на информациите кон мускулното влакно. Значи латентно време кога зборуваме се однесува токму на ова. Приметувате ке сите автори се споменува и кога би требало да го дефинирате, тогаш всушност само затвораш очи и размислуваш што е тоа што е вскриено. Значи примам информација, ја обработувам информацијата, праќам информација до првиот момент каде што мускулот пробува да направи некаква контракција, значи актомиозинските нишки да се преклопат за да се случи таа контракција, значи веќе не се тие преклопени, туку до првиот момент кога тргнува да се преклопа, тоа е латентно време. Кога ќе настане преклопување, тогаш всушност тоа е моторичка реакција или тоа е некое моторно време. И сега ова се нарекува некогаш и изгубено време, но апсолутно не е изгубено, бидејќи ние не го гледаме, не е манифестно, па велиме дека е изгубено време. А додека ова другава реакција која што ја приметуваме, таа се нарекува моторичка реакција или моторно, значи брзина при контракција или при моторички манифестација на движење. И сега исто така овој дел, значи бидејќи постојат различни видови на брзина, нели? Сите од овие може поединечно да се тренираат, па само ќе напоменам дека и латентното време може да се подобрува и треба, и затоа нели беше направив разлика помеѓу голмани и други играчи.
мала галама низ дома. Брзина на поединечни движења, многу едноставно кажува, значи кога се работи за препознатливо исфрлање на предмети, атлетските дисциплини најчесто поседуваат нели вакви има потреба од вакви способности, не дека нема во кошарка, не дека нема во ракомет, па дури брзина поединечни движења во фудбал исто така, значи секаде каде што има изведба на едно единствено движење, на пример во серијата на придвижување или да, во серијата на придвижување. Контранапад правите и на крај финалето на контранападот, тоа е серија на движења, завршува со удар на гол. И тука треба, нели, доколку не е технички ударот, тогаш се работи на брзина. И блиску е тука дали е брзина или експлозивност. Затоа кога ја дефинирав експлозивноста, споменав дека најверојатно кога ќе зборуваме за брзина, тука ќе споменаме експлозивноста, затоа што се работи за слични капацитети и механизми кои што се вклучуваат во работа како енергетски механизми, но сепак кај експлозивноста работиме повеќе на совладување на сила, значи ја вклучуваме силата како компонента, додека брзината се однесува на помали мускулни групи, на нешто што не е оптеретено со надворешна тежина и затоа може брзо да го изведеме. Но доколку разговараме за механизмите кои што се вклучени како енергетски, тогаш апсолутно се работи за она што е енергија со максимален напор во време трајање од 1 до 3 секунди, 2 секунди, или спринтот е колку 9 нешто секунди, повторно има брзина. Сега фреквентност на движење кога зборувам се однесува на движења кои што имаат цикличен карактер. Значи не се поединечни движења, не е едно единствено движење, туку има повторувачки карактер. Буквално како кај спринтот, значи имаме повторување. Но овде се однесува, ако гледаме кај Верхошански под број 4, тога се однесува, тога зборуваме за едни специфични движења кои што на пример се проверуваат со тапинг тестови. Тапинг тест е постои ке Курелич и се објаснува дека, например, пробувате да направите што побрзи движења, тестот почнува со едната рака е постојано на платформа, на маса, а другата рака пробува да направи што побрзи движења од една кон друга страна. Значи, на точно одредени кругови. И само да видам дали можем тапинг тест да најдам. Тоа го промашив, не успеав да го најдам. Слика. Чудо да. Само не тоа што ни треба. Како и да е. Кога зборуваме за фреквенција на движење, тога зборуваме за нешто што има осцилација, растечка амплитуда, опаѓачка амплитуда, растечка амплитуда и опаѓачка амплитуда. И буквално кај овој вид на движење зошто се нарекува фреквенција на неоптоварени движења? Затоа што при примена на вакви тестови, кои што се нарекуваат тапинг тестови, се издвоила како посебен фактор овој вид на брзина, а всушност се работи за, како што објаснив, за брзина на поединечни движења, кои што се изведуваат во некои циклуси. Значи, исто тоа може да се случи да се изведе и преку нозе, па имаме тапинг со раце, тапинг со нога, каде што на една платформа, едната нога се поставува на платформата од едната страна, па имате препрека која што е вертикално поставена во висина од 10 на сантиметри беше, и другата нога треба што побрзо да направи движење од едната страна на препреката и да ја врати назад, да се врати назад и да направи серија од такви движења. Мислам дека беше во период од 20 секунди, се бројат правилни циклуси. И сега што е интересно кај овој вид на движење, што всушност руски автори интересно дефинираат, велат дека со ваков вид на движење, убаво е кога можевме да ги провериме, да видите како изгледа и што значи да правите правилни циклуси или неправилни циклуси.
Но со вакви брзи движења всушност е тест за проценка на лабилност на вегетативниот систем. И сега, што би значило тоа лабилност на вегетативен систем? Тоа значи дека во моментот доколку го успорам движењето, во моментот кога преминува дланката од една страна на друга, значи тој што има полабилен вегетативен систем, се во ситуацијава лабилен не значи дека е нешто нестабилно асоцирано, не значи дека е патолошки нестабилно или лошо нестабилно. Туку сега ќе ви обяснам, во моментот кога преминува дланката на другата страна, значи пред да ја допре подлогата или масата, тогаш тој што има полабилен вегетативен систем веќе е спремен да тргне на другата страна. И во тој момент и латентното време е побрзо на реакција и целото движење се изведува побрзо. Значи, затоа велам, има лабилност на вегетативниот систем. Значи, он не е вкочен да треба да удри, па тогаш да дојде информација дека ќе одам на другата страна, па тамо да удри, туку пред да допре веќе се задава команда да се врати раката на назад. Нормално дека треба да допре на двете страни. И сега, ако некој успева тоа побрзо да го реши, нели, по логика е побрз во изведба на движењето. Дали е јасно ова за фреквенција на движење? Ако не е, да повторувам. Јасно е. Добро, супер. Дали е јасно за латентно време на моторна реакција? Ако не е, прашувајте за тоа. Брзина на локални движења, раце нозе објаснив, изфрлување исто така, спринтерска брзина, знаеме што значи, нели во еден спринт имаме момент на експлозивен старт, забрзување, прогресивно забрзување и одржување на брзината, но се е тоа поврзано со некоја брза изведба на движењето. Значи, кога зборуваме за видови на брзина, слободно размислувајте за латентно време на моторна реакција, брзина на поединечни движења, фреквентност на движењата и брзина на преместување на телото во простор. 4 работи, можете и 3 да кажете, но ќе ве потпрашам за четвртата. Во секој случај да знаете кога се работи за брзина, што треба да ве асоцира. Сега како? Како да подобрувам брзина? Први морам да кажам дека вежбите за брзина и дури и кај спринтери не се задаваат секојдневно. Зошто? Затоа што ова долу е така малку интересен феномен кој што се јавува, се нарекува брзинска бариера. Први најде со лошите работи, па после ќе дојдеме до методот на подобрување. Зошто не се задава секојдневно, дури не се задава некогаш ни 2 пати во неделата, во седмицата? Затоа што брзината е многу поврзана со, како што кажав, со централниот нервен систем, со опоравувањето на централниот нервен систем. Значи, со квалитетно одморениот централен нервен систем. Доколку е психички заморен некој човек, тогаш ќе покаже помали квалитети на манифестирање на брзинските моторички способности. Че треба да е комплетно, се повторно ќе кажем, централниот нервен систем, нормално и мускулите, но централниот нервен систем треба да е одморен за да може да манифестирате брзина. И сега, ако централниот нервен систем треба да е одморен, тогаш во кој дел од денот, наутро, попладне или приквечер, ќе задавате вежби за брзина? Наутро. Или ако некој денот му е ноќ, а ноќта ден, па се буди во 8 часот навечер, тогаш може и навечер. Тогаш е одморен. Чи треба да е наутро, затоа што тогаш се задаваат, тогаш може да искористиме максимум од централниот нервен систем, нели? И латентното време да го искористиме, побрзо да се транспортираат електричните импулси, да се прима информацијата, да се обработува, значи ни треба одморен процесор или незаморен човек. Ни треба за да можеме да подобруваме брзина. И сега е друго прашање, по логика, може би ќе ве асоцира ова што ќе го поставам прашањето. Дали можете да подобрувате издржливост кај релативно заморена индивидуа? Психички работела цел ден 4-8 часа на компјутер или решавала математика и дали би задале
Дали е оправдано да зададете тренинг за издржливост? Јас мислам дека може, да. Види, можете да зададете и тренинг за брзина, но нема да го има тој ефект. Ама кај овие другиве способности физиолошкиве кои што се издржливост и силина, тамо немате никаков проблем затоа што не се вклучува многу, особено ако работите силова издржливост, хипертрофија или нешто, не е вклучен многу централниот нервен систем, особено кај издржливост. Едноставно, мислам, многу и подобро ќе биде да се одработи, како што кажав, нешто што е поврзано со издржливост, затоа што тоа балансира се во телото и во умот и може да направи само и бенефит. Тоа дека кај заморен индивидуа не можете да подобрувате брзина, едноставно нема да има ефект, а на крајот на криштата може да настане и проблем, затоа што брзите движења бараат силни мускулни контракции, брзи мускулни контракции, кои што едноставно може да направи некоја повреда доколку нели човекот е заморен. Па баш таа лабилност на централниот нервен систем може да направи едноставно нели контракција доколку ја нема, доколку е заморен нервниот систем, не може да изреагира и да направи добри движења, па може да направи во еден исти момент и агонист и антагонист да се контрахираат, значи да направи придвижување, не може во исти момент да биде, но едноставно да во многу краток временски период да настане нешто што ќе повлечи едниот мускул и другиот и нели ако има силни повлекувања на едната и на другата страна во исти сличен момент, значи многу краток временски период, тоа зборуваме за милисекунди, тогаш едниот ќе попушти со механичка повреда дефинитивно. И така и се случуваат повредите, особено кај спортистите, доколку не се одморени и работат нешто што е брзо експлозивно, тога се случува повреда. И затоа се бара особено на тренинг, да се почитува оваа препорака, да се изведуваат тренинзите наутро или кога е одморен, вистински да е одморен централниот нервен систем, всушност индивидуата, да не ја цепкаме сега. Но, ете, морам да кажем. Сега, брзинска бариера, токму се појавува, тоа е момент кој што е врзан по психологија, ќе го учи исто така, кој што е феномен, всушност се појавува кај спринтери, кои што едноставно не може да направат, значи, нели очекувано е дека ќе се намалува времето при тренинзи, некој почнал со 12 секунди 100 метри да трча, па стасал до 11:45, па може да оди уште подолу, но во еден момент се враќа повторно на 12 и 15 секунди. Тоа е показател дека нешто се случува, не функционира како што треба. Значи некој замор се случува. Најчесто е психолошка блокада која што едноставно не дозволува таков брз трансфер на импулсите од централниот нервен систем кон мускулите, не може да дозволи, прави блокада на моторната контракција, брза моторна контракција и се тоа се случува затоа што има во претходниот период постоела презаситеност со тренинзи за брзина. И се има ли некој искуство, читано или своје искуство, што се случува при ваков тип на феномен, кога се појавува, кај спринтери најчесто се појавува, таму се забележува брзинска бариера. Има ли некоја идеја што, например, како се решава тоа? Се решава со стопирање на тренинзи за брзина. Нема тренинзи за брзина. Се случува да нема тренинзи за брзина по неколку месеци. И сега може да замислите колку е тоа трагично за некој, кој што, нели, мислам дека се помалку се случува ова брзинска бариера заради добри тренинзи, заради добро планирање на тренинзи, но во минатото многу се има, приметено е како феномен. Замислете сега на некој што занимава со атлетика, спринт, брзи дисциплини и да му кажете не смееш да трчаш брзо неколку месеци. Тоа е трагедија. А тоа се случува заради недобро планирани тренинзи претходно и акумулација на голем број на вакви тренинзи во краток период и индивидуата не можела да ги издржи, нели да ги поднесе. Се случува истото во гимнастика при учење на нови движења. Например, кога не може некое движење да го изведе или го влошува гимнастичарот или гимнастичарката движењето. Па тогаш препораката е стоп, не го изведуваш движењето. Колку време да не го изведувам?
неколку месеци. Значи, сега, овака е многу деликатно, ја не сум тренер по гимнастика, но од она информации што ги имам, нели, кажуваат дека треба и тренерот да процени на база на другите движења како ги изведува, па можеби ќе проба да го сработи. Зошто ги спомнав овие два примери кај брзина? Затоа што доколку не се испланира како што требаат овие тренинзи, кои што особено се поврзани со централниот нервен систем, нели? Или со брзината како способност, или со експлозивната силина исто како способност, или со формирање на нови движења, тогаш настанува блокада или едноставно централниот нервен систем се штити и вели не можам повеќе. А тоа се одразува на манифестирање на брзината, сега во овој случај. Така да, кога зборуваме кога се вежба наутро, се вежба на отворено, на одморен метаболизам или одморен психофизичка состојба на човекот. Колку временски траат колку временски траат тренинзите за брзина? Многу пократко од сите други тренинзи. Најкратко од сите други тренинзи за трансформација на моторички способности. Па, например, тренинг за издржливост може да трае час, 2, 3, тренинг за силина може да трае 40 минути, час и пол. Тренинзите за брзина, главниот дел од тренинзите за брзина траат не повеќе од 30 на 35 минути, 40 максимум, зависно какви паузи ќе работите измеѓу. Што е целта? Целта е дека треба да се стимулира, како што пишува горе, креатин фосфатниот систем. И сега, креатин фосфатниот систем, како се стимулира? Со колку долго временски трае изведбата за да се стимулира креатин фосфатниот систем. Значи, колку, бидејќи час, инаку на испит можам да прашам колку минути трае изведбата за брзина и кажуваат тука 30 минути, 20 минути. 9 секунди, професоре, така ли? Точно, значи не така, да, во книгата ќе најдете и 15 на секунди, но тамо 6, 7, 8 секунди е веќе креатин фосфатниот систем е малте неисцрпен до крај. Само ова е по физиологија од медицина, не од ракав извадена информација. И сега доколку знаете дека вистински креатин фосфатниот систем се потрошува за некои 7, 8, 10 секунди нека биде, можеби поискусните можат и повеќе, нели, ама тоа не е над 2-13-15 секунди. Најубаво е да се декларира 7, 8, 9 секунди. Тоа значи дека вие, ако продолжите да трчате над 10 секунда, 11 секунда, 12 или 1 минута, тогаш што ќе трошите како енергија? Ако ќе се потроши креатин фосфатот, а вие пробувате да трчате многу брзо. Се уште. Јаглено-хидратите. Точно. Тоа беше таа кривата минатиот час што ја објаснав. Да. Еве прашање за неиспит. Што ќе се случи кога ќе ги потрошите јаглехидратите после 40 на 50 минути? И пробувате да трчате повторно брзо. Што ќе влезе како енергија во телото, кон мускулите? Потрошени се креатин фосфатот, потрошени се јаглехидрати, протеини нема, не се трошат, тогаш масти. Немате друго. Значи сите енергии, овие брзо согорувачките енергии се потрошени и останува маснотијата. На кратко е дигресија, затоа кога Тур де Франс, велосипедистите тие возат 2 часа, 3 часа возат, ама тие не форсираат постојано. Може да приметите дека возат во колона и кога прават испад напред, значи кога прават одвојување од групата, одредена група, тројца, четворица ќе се одвојат или еден ќе се одвои и пробуваат да го држат темпото, тоа може во целата трка да акумулираат 40 на 50 минути такво време, значи да бидат во таа срцева зона не повеќе од 40 на 50 секунди, ама растегнато. Сега можеби 5 минути, понатаму можеби 10 минути, па 20 минути, ми разбирате, ако го акумулира целото, толку е квантумот на енергијата што поседува мускулот како депо на јаглехидрати, е во период од 40 на 50 секунди. Така да, ако држите оваа логика, тогаш сме на добар пат. Нормално надополнувајте и вие со информации, со друга логика која постои, но ова е физиологија и физиологијата е од кога е создаден човекот. Се менуваме, ние, ама не можеме во краток временски период, како што е
едно столетие или не знам, една генерација да направиме такви промени, па да станеме некои луѓе од типот на Аватар, например. И пекнува скокаат, имаат карбонски коски или не знам, може да отскокнат високо некој Спајдермен. Така да се враќам назад. Работиме наутро, работиме 5-6 вежби. Може ви да ги напишам. Така, значи наутро број на вежби. Да. На вежби може да биде 5 до 6, број на повторувања. Повторувања може да биде исто 4 до 5. И сега ако ги соберете, нели, било која од овие варијанти, 5 до 6 помножено со 4 до 5, еве едно трики прашање. Колку е на 2-3 места по 3-4? На 2-3 места по 3-4. 2-13. Сакам да кажам, ако работите, например, 5 повторувања, тогаш можете да одберете, не знам, може и 6 повторувања се направат. 5 вежби, ако работите, може и 6 повторувања се направат, 5 по 6 е 30. Ако работите, значи се во ова, се е дозволено доколку, например, го имате моментот дека треба максимум да се изведат не повеќе од 30 до 35 повторување, или тоа ќе го ставиме. Ајде, овде ќе го ставиме макс број на повторувања треба да биде 30 до 35. Океј? Тога се играте, кај поискусни може да биде и 35 и 40, кај понеискусни било со 25-30, кај дечиња било со 10 на 15 пати нека пробаат, чисто да видите што се случува, дали прифаќаат, не прифаќаат, како трчаат и слично, но поентата е дека прогресивно да се задава, например, една седмица работите 20 на 30, 20-25 вежби вкупно, друга седмица работите, следната седмица работите 30 на, преку третата седмица работите 32-3 и така натаму, прогресивен да биде растот. Одмор. Колку време одмараме помеѓу повторувања? Има ли некоја информација или искуство како сте работеле, можеби? 1 до 2 минути може. Повторување. Професоре, ако работиме за брзина, рековме дека може да биде од 9 секунди, тоа множиме по 6, тука не така кажавме. Супер, ова го имам спомнато или ги имаш прочитано некаде? Професоре, ги слушам пак предавањата, пошто јас така со реци фатив. Затоа се на YouTube каналот. Супер, браво, ценам. Значи, логиката е таа. Ако сте работеле од прилика 6 секунди, значи 40 на минути. Ако сте работеле 8 секунди, 50 на минути, нели? Ако сте работеле 10 на секунди, 1 минута. Целта е од прилика одморот да биде 6 пати поголем од времетраење на трошење на креатин фосфатот. Тоа што се враќа негде 80-90%. Значи многу брзо се враќа, брзо се троши, но брзо се враќа. Но после 35-40 повторувања веќе нема да се враќа толку брзо и тогаш треба да застанеме затоа што немаме таква енергија, нели, за да може да го нахраниме движечкиот апарат, за да може да манифестира движење како брзина. Нема да сгрешите ако направите 1 минута, нели, одмор, но убаво е да го знаете системот како функционира од прилика. И ова е по проби најдено, значи проверки се правени по проби. Да, помеѓу серии, помеѓу вежби, можете и поголем одмор да направите, но нема никаков проблем, битно е ова да се прави. Да, одморот да биде неактивен одмор. Доколку кај издржливоста и интервалите работите, значи помеѓу интервалот можете слободно да се движите.
Зошто? Затоа што тоа го забрзува го забрзува филтрирањето на лактатите. Нели, ке интервалниот тренинг, па го забрзувате одморот и можете, значи треба да има некое движење за да може да се асимилираат лактатите или да се исфрлат колку што ќе може во тој период од 1 минута. Но кај брзината не работиме, апсолутно може да седне, и се препорачува. Седни, чекај, консолидирај се, имаме 40 на секунди, почни. Добро? Значи тоа е неактивен одмор, малку контрасно во однос на други способности. И секаде каде што има краткотрајни изведби со максимална брзина или експлозивност, одморот би требало да биде неактивен. Зошто? Затоа што имаме трошење на креатин фосфатниот систем. Добро. Следно ни се вежби примери за како да подобриме латентно време. Па, например, овие ги работиме во сала, сега морам на овој начин да ги покажам. Замислете оваа горнава, само си земам една линија, стрелка, сушност. Супер. Зборуваме за на оваа линија сме. Значи, вежба број 1. Во книгата ги има исто така опишано, мислам и во практикумот сигурно ги има опишано, а во книгата може би се спомнати. Па, замислете испитаникот или испитаниците или клиентот или спортистот или студентите или дечиња почетна положба мирување, седат. Терминолошки замислувате што значи се седење и кои опции може да ги има во седење. Поентата е дека нема движење, има седење, чекаат звучен сигнал. Тоа е во средина, значи први во мирување, после чекаат сигнал. Сигналот може да биде визуелен, може да биде звук. Поентата е дека треба да се спремни како спринтерите што чекаат сигнал за старт, така и тука чекаме сигнал за старт. По тој сигнал прават некое движење. Значи може да биде одмирување, сигнал, трчање. Така. Мирување, сигнал, висок џог. Може да биде стоење, сигнал, спринт. Значи сите опции кои што може да ги замислите се валидни. Зошто? Затоа што поентата е да се направи промена. Поентата е латентното време да се испровоцира, всушност да се прими сигналот, да се обработи и да настане мускулна контракција. Тоа е целата идеја. И сега ако гледате во една сала, замислете таа е колку 30 на 40 метри широка, не се повеќе, од еден крај до друг, всушност по средина ако работите, не од крај, тук по средина од едната страна на салата на другата страна на салата, значи не истрчуваат повеќе од 40 на метри, можеби и помалку 20 на метри, но целта е промена од една состојба во друга состојба. Тога се тренира и се подобрува латентното време на моторната реакција. Сега, нели, може биде, ако го знаеме основниот концепт кој што сега го објаснив, значи да има промена по некој зададен сигнал, да има промена од мирување во движење. Може да има промена од движење во мирување. Истото е, значи треба да направи од една состојба системот промена во друга состојба. Таа промена која што ја споменувам, тоа е латентното време и затоа овие вежби се нарекуваат вежби за латентно време. Не се единствени, значи може да најдете и други, но супер се дури и за загревање ги користат, дури ги загреваат и за ден пред надпревар, затоа што треба да настане мобилизирање на целиот систем и едноставно да не влезе системот човек во некое преголем одмор, туку едноставно се нарекуваат како вежби за тонизирање. Значи, го држиме системот активен. Зошто? Затоа што сме му задали информација како, например, кафе кога се напил, па е освежен. Така и во овој случај со оваквите вежби може да се освежи системот и едноставно, ако не ги задавате во голем број, нели 10 на 15 пати е доволно да се проба и тогаш велиме да, ова се некои вежби за тонизација и за активирање на централниот нервен систем, затоа што буквално работиме на латентно ниво, ја бркаме промената. Под број 2, може да приметите дека тука има нешто што е од сличен принцип, нели? Но имаме движење, сигнал па движење после тоа. Значи битно е да направиме промена, ја бркаме промената преку сигналот зададен, за да може централниот нервен систем да обработи промената и да зададем следна задача.
Третата варијанта, движење, сигнал, мирување, како што кажав. И сега, ако е движење, сигнал, движење, вака на прва што може да дојде значи од едноставно движење на напред, водење на одреден сигнал да направите спринт. Од движење на одреден сигнал да направите висок џог. Од движење на страна, кошаркарски став, нели движење на страна, знаете како изгледа, со раце горе и слично се движам на страна, на одреден сигнал да се завртам и да продолжам во истата насока да се движам. Или да сменам, да се продолжам во истата насока, или да ја сменам насоката. Значи правецот е тој, но да ја сменам насоката на другата страна. Да не објаснувам движење, сигнал, мирување, рековме дека од сите варијанти на движење што може да ви текне да направите мирување да има. Значи ова се вежби кои што се изведуваат не траат повеќе од 5 до 6 секунди, дели? И целта е дека треба концентрација, дека треба вистински да се мотивираат и да побараат нешто од натре како одговор за да го решат движењето. А всушност тоа е таа промена или примање на информација, праќање на информација. И веќе сме ја постигнале целта. Ова е веќе нешто друго. Пазете, вежбите за брзина се секогаш поврзани, не може само латентно време да подобруваме или само креатив фосфатен систем. Тие се поврзани, но ете на некој начин некои делуваат вежби на нешто повеќе, другите делуваат на помалку. Тоа е во зависност од колку временски ги изведуваме. Пак и овие вежби овде ако траат 3-4 секунди, нормално креатив фосфатниот систем нема да го исцедиме при еден обид до крај. А нас не е целта да го исцедиме до крај за да може тој да направи супер компензација после. Како протеините ке бодибилдерите, нели ние ги цепиме, ги трошиме и после тоа треба да компензираме и да супер компензираме и така расте мускулот. Исто е кај јаглехидратите. Значи треба да го допреме јаглехидратниот систем, да го потрошиме. Кај некој за 30 минути, кај некој за 20, кај некој за 50 минути ке се потроши. Да го потрошиме за да тој може да се надополни, да дојде до првичното ниво и да направи уште малку супер компензација. Таа е таа систем на супер компензација кој што функционира. И сега, кај овие вежби, исто во сала може да се работат, значи имате чуњови кои што се во позиција 1, 2, 3, 4, значи по колони наредени вака ако гледаме табеларно. На 2 до 3 метри се поставени и не знам работи една задача. Ова се вежби кои што се нарекуваат како еден систем вежби отсечки, значи со кратки придвижувања, не они отсечки ки интервален метод што ги споменував, но на пример прави спринт од 1 до 2, а од 2 до 3 има промена, тотално смирување на движењето, многу полека се движи. Па кога ќе дојде до позиција 3 да не брза, тогаш при повторно спринт брз до четвртата колона на чуњеви. Океј, и така натаму. Може да биде во исправец, може да биде со промена на правец, значи оди од овој чуњ кај што покажувам со маусот, па колона број 2 втор чуњ, па колона број 3 последниот чуњ и така натаму. Варијанти може да биде со партнер. Сега, мене стартот ми било од оваа страна. Од десната не е ни, да. Може да биде изведба сам, може да биде со партнер, па да го следи партнерот. Значи тој што е прв, тој решава кога да трне, тогаш да трне и вториот. Ако имате чуњеви, но тогаш кога работите со партнер, тој што е вториот не знае кога ќе треба да изреагира. Значи повторно како сигнал, некој ќе чека да изреагира првиот. Значи поентата е цело постојано така латентно време и ако ги поврземе во подолг временски период, форсирање на креатив фосфатниот систем. Интересна вежба, варијанти има многу, се што може да се замислите по истиот принцип. Интересна вежба е нели да се зададе доколку, например, еве во колона 1 се стават на секој чуњ стои по еден човек или помеѓу нив. Колона 2 повторно стои или редица, ова би дошла, ајде. Вака ја гледаме како колона, инаку за луѓето кои што работат редица, во редица 2 помеѓу чуњевите стои втора група на луѓе, редица 3 трета група, четврта група, пета група и например работите штафета, редица 5 или ќе почнам како што е вака првата, да, редица 5 немаме никој. Замислете дека од позиција 1 се дадава сигнал и работите нели штафетна игра. Кој својот партнер побргу ќе го допре, па овој вториот да го допре третиот, па третиот четвртиот да направи спринт и да помине прв преку целната линија. Некои вежбички кои што симулираат
Вежбите со јаженци исто така може да бидат вежби за брзина и се друго што ќе ви текне доколку ги следите основните принципи на подобрување. Сензитивни фази, во книгата е многу напишано и зборувавме и за ова, кога се подобрува, што да очекуваме за време на пубертетот, мислам дека нема потреба да повторувам и слайдот објаснува. Најдобро е, нели, уште од рана возраст дечињата да се стимулираат на некој начин да направат некое брзо движење, па можеби ќе настане таа неуропластичност на генетика, ќе се овозможи потенцијалот кој што го има или го има во помал квантитет, ајде да кажам, да направиме квалитетна трансформација и во иднина да покажат колку што може толку побрзи движења, значи да го имаат како способност, а инаку не можете брзината да ја развивате може на база на техника кај во повозрастна категорија на луѓе, но на пример кај спортисти кои што се нели на 20 години, 22, 3, 4 да задавате изолирани тренинзи за брзина е лудост, ќе има ефект само за одржување и евентуално таа тонизација што ја кажував, но ке помладите да, би требало да се задава и може би имате и други информации да најдете, но моментално мислам тоа е тоа што го кажува и спортот и физиологијата. Јас за брзина би застанал, не би објаснувал многу и можете да приметите дека не дека беше кратко, 1 час зборувам од прилика, но не толку многу како кај издржливост и силови способности. Зошто? Затоа што не е подложна на трансформација, толку брзината евидентна е факт дека постои. Не можеме без незе, бараме во секој спорт од прилика се бара брзина. Брзината е таа која што ни ја проверува и координацијата. Значи некој ако побрзо реши некоја задача, тогаш нели тоа е побрз, па можеме да процениме дали има подобра координација или не. Но е прашање што се случува доколку во игрите со топка, спортовите со топка, немате брзи играчи или не можете едноставно го достигнале максимумот. Сите 10 играчи во фудбал се Усеин Болт, а овие од другава страна успеваат да ве победат. Значи, што ќе направите за да ја забрзате играта? Када, професоре? Како? Топката ќе ја забрзам. Точно. Значи, ќе се прилагодам на ситуацијата за да се забрза, ќе најдам решение, пример, ќе ја забрзам топката. Затоа и Барселона е таа, како ја вика, тик-так игра, значи брз пренос на топка. Да. Брз Исто сега, да. Гвардиола исто да го прави и во Манчестер Сити сега, да, професор. Да, излезено може би од тамо, но тоа е поентата. Нели не можете вие да претрчате терен толку брзо колку што може да направите слободен удар или шут со топка и тоа многу побрзо ќе лета. Значи повторно ние ја забрзувам играта, но едноставно не може толку да се забрза, да се побара брзина од спортистот колку што може да се трансформира силината или колку што може да се подобри издржливост. Океј. Доколку имате прашања, јавете. Морам да сменам презентација. Има ли нешто што не е јасно во овој дел? Не знам ова само дали го... Чисто да ве подсетам и за мал мотив, нели? Океј. Значи, кога зборуваме нели за способностите, ги набројавме до сега колку се 4, 5 со флексибилност. Тука спаѓаат и рамнотежата и прецизноста и ќе видите ке прецизноста. Ако го разгледуваме овој шаблон или шема всушност,
тогаш што представуваат кондицијски способности, што представуваат брзински се издвоени како посебни, што представуваат координацијски, па во координацијските може да приметите дека влегуваат нешто што е поврзано со равнотежа, понатаму со прецизност. Блиска е прецизноста до координацијата, дури флексибилноста е на оваа страна оставена. И сега, како ќе ја дефинирам равнотежата? Способност да се одржи стабилна состојба. Така, или воспоставување на стабилна состојба. Ние додека се движиме, постојано ја нарушуваме и ја воспоставуваме стабилната состојба. Значи ја нарушуваме, паѓам на напред, но кога ќе ја поставам ногата напред, тогаш ја воспоставувам. Значи, инаку човек е исправен само затоа што има мускулна контракција, доколку нема мускулна контракција не може да биде исправен. Значи ние постојано и во стоењето одржуваме некоја рамнотежа. Сега, што се влијае на рамнотежата, нели јасно ни е, затворени очи, гравитација, положби и слично, отпор на противник, боречки спортови, полуги, нели карате и слично, нарушување на рамнотежата, се тоа влијае на одржување на рамнотежната состојба, отпор на флуид, вода. За сега е битно, покрај ова што го кажав, значи битно е кои се тие рамнотежни положби да ги знаете и така кога се подобрува рамнотежата, така и може да се дефинира на некој начин. Не се дефинира туку да одберете вежби. Што значи стабилно? Ај вака. Имате 3 вежби. Вис на разбој, на карики, стоење на глава и како се нарекува во гимнастика, ај вас вие тазе ова, значи стоење на разбој би било, не е стоење, туку подпирање на разбој. Упор преден. Упор преден, супер. Добро, браво. Имате 3 положби. Која од овие е стабилна? Прво со тоа ќе почнеме. На карики. Не знам, да видиме другите што ги кажа. Стој на глава. Стој на глава. Добро. И јас мислам стој на глава. Добро, некој друг? Друга? Ако се заниша човеков на карики, замислете дека му се врзани рацете и не може да се откачи од кариките. Доколку се занише и го оставите, нели, да престане да се ниша, што ќе се случи? Ќе се стабилизира или што ќе направи? Веќе дадов одговор. Не можам да го поставам прашањето, се асоцира на одговор. Кариките се стабилна положба. Зошто? Затоа што, баш како што објаснив сега, значи ќе се стабилизира. Стоењето на глава е исто како стоење на нозе. Тоа е нестабилна состојба. Тоа е лабилна. Значи во секој момент може да падне човек. Во секој момент. Овде ви кажав сега, нормално може да падне доколку нема сили напад да се испушти од кариките. Но замислете дека е врзан горе за дланки, не може да падне. Клатно, доколку го пуштите, тоа ќе се нише и ќе застане, ќе се стабилизира. Еве, асоциација, што е стабилна, ќе се стабилизира и готово. Лабилната ја објаснив, а третата положба, рамнотежна, се нарекува индиферентна. Значи, тоа е како да ставите, замислете дека имам, може и вака да ги разгледуваме. Значи, замислете дека ова е пенкалце, лист, не замислете, туку гледате лист и моливче и доколку го завртам листот, тој, како и да го завртам, индиферентно се однесува, ќе застане во секоја положба. Но замислете ако имам, еве го клатното што ви го кажав, значи кога се ниша, листот ќе се застане во еден момент. Зошто? Затоа што потпорната точка е над тежиштето на телото. Така ме гледате? Така? Да. Значи, потпорната точка е над тежиштето на телото. Што ќе се случи ако потпорната точка е под тежиштето на телото, каде што е слика број 2, стоење на глава? Така? Да. Ќе проба да се стабилизира. Тоа се тие стабилни рамнотежни положби кои што нас не овозможуваат да подобруваме нешто или едноставно постојат како феномен. Кај рамнотежата е битно да се посочи исто полигон на подпирање. Зошто? Затоа што е поголем полигонот на подпирање, тогаш рамнотежната положба е поголема. И тоа значи дека ако јас сакам да ја нарушам или да задавам вежби, нели, за рамнотежа, тогаш треба да го намалам тој полигон на подпирање. Па, например, не стојам на две нозе, стојам на една нога.
се движам по линија која што е тенка, или се движам по ниска греда, или нешто што е уште по тенко, например, лизгалки за налет. Може да замислите какви се пируети прават и што се може да направат луѓето, а едноставно стојат на отприлика колку 5 мм или 3 мм подлога. Значи, тамо е екстра побарувачка на равнотежа, како способност постои. Ова жолтово со црвеното ви една карате јавачки став, нели, положба во карате кибадаш или како беше, зошто е мислам, зошто е им текнало на луѓето, нормално е им текнало, затоа што едноставно е подобрува равнотежната положба. Кој има подобра равнотежна положба? Оној што е повисок и тежиштето на телото му е подалеку од потпорната точка, или оној кој што е понизок. Па тежиштето на телото му е помало, мислам пониско. Формула 1, јасно ви е, нели, зошто се ниски возилата и кое возило е постабилно. Какви видови на равнотежа постојат? Динамичка со отворени очи, динамичка со затворени очи, статичка, значи во одржување, во балансирање, па например, се и вежбите ви ги кажувам веднаш. Па например, замислете работите со партнер и партнерот е пред вас и вие треба да го бутнете, значи тој да задржи равнотежата. Тоа се некои такви принципите на нарушување. Тоа е во статички услови со затворени очи, може со отворени очи да биде. Може да биде буквално, како што кажав, динамичка со отворени очи, додека се движите на греда, па треба да избалансирате. Во секој случај, ова е исто слично и подолбата на равнотежата, значи постои во динамички, во статички услови, отворени, затворени очи. И вежбите веќе ги кажав. Се работи за подобрување на анализаторите, усовршување на анализаторите. Ова, како и досега немате прашање, ми станало некоја друга генерација. Клик. Click to add text. Поентата на одржување на равнотежа е секогаш, мислам, не поентата, туку механизмот на одржување на равнотежа, воспоставување и одржување во внатрешното уво и овој систем на вестибулаторниот систем, нели, го имате учено по биологија, трите каналчиња кои што течноста која што се движи низ нив пробува да направи надразба и на тој начин едноставно праќа информација до централниот нервен систем дали сме ние во исправена состојба или не. И сега не е убаво, ама како примери доаѓаат луѓе кои што знаат да испијат повеќе алкохол, па велат, јас само седев и земјата ми се приближи кон глава. Тоа е, нели, друга перцепција на нештата, затоа што вестибулаторниот апарат бил симулиран да покаже нешто што не е вистина, нели, а сепак акцијата се случила. Удар во глава од паркетот кој што се кренал. Добро, имаме ли некој прашање на оваа тема? За равнотежа. Обично студентите и вашите колеги во другите генерации, кога ќе им каже некој, ај одберете една тема да научите, после 10 пати дојде на испит и тие ќе одберат равнотежа. И мислат дека е се средено, затоа што равнотежа и прецизно се 5 страни теми и тука завршиле со антропомоторите. Кратки се темите, не се многу битни и особено е битно да знаете дека се блиски до координацијските способности кои што се многу тешки за подобрување, но може да се подобруваат апсолутно. Нашата задача е да најдеме систем како се подобрува, нели? Супер, и имам уште за прецизност, на кратко. Многу кратко. Да. Се гледаме така, да. Нема, имам скриншер, имам. Зашто имам ваков скриншер? Да, сакам да ве гледам, ама не ми се снимала. Значи, прецизноста може да приметите истиот диаграм, истата шема од она што е кај равнотежата како моторичка способност. Ја користам зашто? Затоа што и прецизноста е блиску врзана до координацијските способности. И сега како би ја дефинирале прецизноста? Значи, можност за изведба на точно движење.
можност за изведба за исфрлување на предмет, а движењето да биде повторно точно. По оние вежби за координација кои ги работевме, кои ги покажував, не ги работевме, например со исфрлање на палка. Ние треба да бидеме прецизни во исфрлање на палката да се движи точно нагоре, така, или да се движи во една доколку е во вертикална положба или во хоризонтална. Значи пробуваме да направиме нешто што ќе биде прецизно исфрлување. Тогаш ќе повикуваме координацијата. Значи и за прецизност и за рамнотежа нас не е многу потребна координацијата. И еве и тука пишува дилема. Дали прецизноста е дел од координација? Можете да најдете и кај Гајч повеќе може да најдете за прецизност, мислам, отколку кај Зациорски, но апсолутно држете се до книгата, таа е компилација од досегашни истражувања со посебен тач од авторот, нели? Но целта е дека, ако сакате да дефинирате што представува прецизноста како моторичка способност, повторно затвораш очи и замислуваш. И ако замислиш, веќе ќе знаеш за што се однесува. Каде се приметува, овде останала некоја слика од арчери, значи од стрелаштво, но се приметува во спортските игри, со топка, се приметува нели во гимнастика, буквално на секаде постои. Подолба на прецизноста, на кратко, значи прецизност во гаѓање, прецизност во нишање, прецизност во гаѓање и нишање. Како е извршена подолбата? Ако ви текнува кај сите способности, генерално поделбата е извршена на база на факторска анализа. За таа факторска анализа зборувавме во првите предавања, каде што латентниот простор на моториката е истражуван со помош на математичко-статистички методи. Па гледаме што се манифестира. И луѓето задале тестови кои што биле или со гаѓање или со нишање. И на крајот тоа може да добиете. Ние имавме една шега со професор Ивановски. Ако правиме факторска анализа на пивски шишиња, тогаш како излез може да добиеме пивски шишиња, не може да добиеме ништо друго. Така да и овде какви тестови ќе се стават, таков тип на моторика ќе најдете кај луѓето. Значи, ако вие сакате да дадете тестови за брзина, не може да ја процените издржливост. Сега малку скокам дигресија правам, но сакам да кажам зошто се најдена точно ваква подолба, затоа што едноставно се дадени вакви тестови кои што симулирале гаѓање, не симулирале, туку имало изведба на гаѓање или нишање и едноставно најдени се такви фактори на прецизност. Доколку се зададат некои други тестови за прецизност, тогаш апсолутно ќе се најде некоја друга подолба. Ако ве праша некој како се дели тој што ќе полагате пример, или кога ќе објаснувате на дечкото или девојката што значи прецизност, дека вие учите и студирате факултет, може да ја објасните или да му објасните дека прецизноста се дели на прецизност во гаѓање и прецизност во нишање. Како ќе проверите дали едно рипче е машко или женско? Ако некој гледал топ листа над реалиста, тоа е една стара серија на база правена на англискава Монти Пајтон. И таму Џура еден, фамозен, сега веќе 60 години, од забранено пушење. И Џурино кучно чаролие, Џура велеше ќе дачеш рибици храну. Значи ќе дадеш храна на рибчето. Ако е поео, онда е мушко. Ако е поела, онда е женско. Мала дигресија. Значи, тоа е околу дефинирање на прецизноста. Исто така може да се подели нели во долготрајна, кусотрајна, но држете се на ова гаѓање и сврлање на предмет, нишање, и гаѓање. Тестови, прецизноста може да се подобрува и нормално се подобрува во спортови каде што е битна, мечување, стрелаштво, стреличарство и слично се потребна и во спортските игри, кажав, и се подобрува не единствено, туку со методи кои што ја стимулираат прецизност. Сакате да изведете прецизно движење, пробувајте го тоа прецизно движење, пробувајте варијанти на тоа прецизно движење и на тој начин ќе се подобри. Тестовите за прецизност се добри за да се провери координацијските способности исто така.
И со ова јас би завршил. Со ова јас би завршил и со предавањата за антропомоторика и останува сега доколку нешто не ви е јасно. Сега може би и не, пошто бидејќи јас ке треба да се исклучам. За 10 минути имам родителска средба на Zoom. Но слободно може да ме прашувате. Чекај да исклучам и ова снимање, нема потреба веќе.